На одмор, по риба, на излет. Легендарниот автомобил Застава 750 царуваше на патиштата во 80-тите години од минатиот век. Беше дел од речиси секое семејство. Првиот автомобил мене ми бил Застава 750. На мојот татко исто првиот автомобил беше Застава 750. Но легендата не си заминува туку така. Автомобилот, популарно наречен Фикјо, продолжува да се тркала и денес, и тоа како електрично возило, наречено ЗАС. Заслугата е на иноваторот Милорад Кетановски, кој не се откажал од љубовта кон класичните возила. Нашиот автомобил има полн со емоции. Нашиот автомобил е полн со изразена љубов кон него, затоа што ние за да го изработиме него употребивме 400 сати рачна работа. Поголемиот дел од процесот се изведува во погонот на ББ Classic Cars во Скопје. Се почнува речиси од нула. Комплетно реставрирана школка на која што се заменети сите витални делови, механичките делови, сите од подвозијата, направени се неколку измени со кои што ќе се подобрат перформансите на тоа возило. Автомобилот се движи со електромотор, направен во соработка со германска компанија. За да се направи тоа возило електрично како што ние сакавме и истото тоа возило да може да добие сертификат за сообразност, она кај нас како што го кажуваме атест, за да може да се вози на улиците во градовите и за да биде безбедно за сообраќај, направивме возилото да ги има скоро истите перформанси, возни перформанси и сила на моторот колку што ги имал и претходникот негов. Батеријата пак работи по истиот принцип како и батериите во возилата Тесла. Животниот век им трае со години, а трошокот е изненадување за себе. Дали ви се верува дека јас за да го наполнам овој автомобил од 3 часа и да го возам следните 100 километри, јас треба да потрошам половина евро. На економичноста и емотивната приврзаност кон моделот се додава и еколошкиот бенефит. Тој е клучниот момент во создавањето на автомобилот. Поради тоа дошла поддршката и од Фондот за иновации. Да ја разбудиме целата оваа јавност, цела граѓанството на Скопје и на Македонија, да ги разбудиме и да кажеме дека секој нешто може да допринесе за таа екологија. Некогашното Фикјо веќе има 3 електрични верзии. Основната, наречена G20, и 2 модела со спортски одлики, TC20 и TCR20. Од погонот во Скопје досега излегува 5 автомобила. Еден се вози низ македонските патишта, а другите се во Хрватска, Германија и во Белгија. Следен преизвик на тимот на Кетановски е електрична верзија од популарниот Volkswagen Буба. Работата допрва почнува. Од Скопје за Гласот на Америка, Тоше Огњанов.